Dobro večer, dragi prateli. Odavno se nemamo druženo preko moja video analiza. Odlučim posle podolgo vreme повторно, повторно ќе зборувам за глобалната сцена, поточно за што се одржи сега од 1 до 3, на 3 веќе беше кинеската војна парада. За мене како аналитичар, ово беше само допуна на оно што се случи во Пекинг 2022 на Зимските олимписки игри од 5 до 20 февруари, кога Путин беше гостин таму и со Си Џинпинг ја направија новата подела на светот. Значи, поточно кажано, за расчистување или враќање на своји територии историски. За Русија тоа беше Украина и делови, мислам. Скоро цела Украината руска била и под царска Русија и СССР. Например, ќе го сметат за татко на руските градови. Иако тука има, и туи територии, Полска одземена Галиција 39 од Сталин, тука има и унгарски, и романски, не знам дали има бугарски, не сум сигурен, не ме држите за збор, но тука беше првиот договор и за подоба на светот. И на тоа се работеше. Значи, по самите Олимписки игри, кои се одржаа од 5 до 20 февруари 2022 година, 2 дена потоа русите влегуваат во Украина и за првите месеци они доаѓаат до Киев. Тоа што прави Путин? Инаку Владимир Путин го следам уште од 2020 од неговото доаѓање на власт. Имам добро проследување неговата натална карта, инаку многу пати кажав, ја истражувам астрологията и парапсихологията, инаку дипломиран аналитичар сум, Милославски институт за нерад. А астрологията и парапсихологията ми само помагаат во моите анализи. Значи, од таа гледна точка имам неговата натална карта, и па и на Трамп имам, и ги следам неговите потези, не ме изненадуваат. Значи, Путин, еве, например, кратко ќе кажам, него правил го врати долгот на Русија што имаше кон Парискиот клуб, кон МВФ, се ослободи од државни обројници на САД и така натаму. Инаку, се уште многу има државни обројници во раците на Кина и од тие причини Трамп вели дека нарекува црна Русија, ни ја зема Русија, црна Кина ни ја зема Русија и Индија. И пред тоа, ако се добро сеќавате, ја многу пати кажав, со доаѓањето на Си Џинпинг почна и цврстата соработка меѓу Кина и Русија, инаку они има и војни чарки, или закачки, така да и Владивосток тој дел, тоа некој бил кинески, и затоа кинезите гледаат помирен пат, сега се најмногу населува таму. Од таа гледна точка зборам. Инаку, пред да почне кризата некаде и изградата на Северен ток 2, на силата на Сивир, Кина на Русија даде дали 200 или 400 милиарди, однапред, не ме веќе да не карикирам, али 200 милиарди најмалку беа, и фактички таму едат 50 милиона кубика газ, а и сега се гради и силата на Сибирда. Така да Русија опште не е зависна од европскиот гасовод, повеќе Европа е зависна, и купува 5 пати поскап газ, течен газ кој треба после се преработува од САД, а САД нема доволно газ, они ќе прекупуваат преку разни фирми, Индија препродава руски енергенси, така да Индија по заканите на Трамп дека ќе воде 100% царина ако откупува руски енергенси, они ќе ја зголеми за 20%, и на Путин што му успеа, прво изгладил односите меѓу Русија и Кина, потоа успеа да ги смири Кина и Индија, да влезат БРИКС и организацијата за БРИКС и ШОС, бидејќи меѓу Кина и Индија има постојани погранични
pukanja, incidenti i така натаму. Но ги седна во Пекинг, значи тоа се тројца за мене доста главни играчи, зошто? Вие ако земете што сега што беше, само Индија и Кина имат околу 3 милиарди жители, значи пазар од 3 милиарди, а кој ќе земете цела што си скоро 4 доаѓа, а ако земете Западот, Европската унија, САД тука, САД тука со 30 милиони нешто жители, Европска унија ќе има 500, ма нема повеќе, тоа се 800, речувате тука имате скоро од 5 до 10% поголем пазар. И плюс овие се земји во развој. И трета работа, ниједна од овие земји што испомнав од истокот, дали од тоа, дали од Бир, зборам за Индија, Кина и Русија, не се должнички земји. Напротив, Кина има повеќе издадено кредити од самата ММФ. И ненормално брзо напредува и воено и економски. Она економски ја помина САД, не е случајно веќе и војно да е, бидејќи нивната бродоградња или градење на бродови или нивната флота е надминува американската флота, а на времето важело правило кој владее со морињето, тој доминира и со светот. Тоа беше прво Велика Британија, потоа САД ја презема таа доминација, сега полека Кина да ја презима. И зошто Кина ја подржуваше Русија и заблегување? Тоа е враќање на територија. Бидејќи Кина има исти проблем со Тајван, значи Русија рекол може да заврши работи за 2 месеца, ама ќе направи глупост, не може да влезат во Киев и да го сменат режимот, но ќе се создадеше партизански движења. Затоа се идеше на дезинфикација и идентификација на Украина, поточно да нема војска, да се намали, за да немаше пружа отпор. Па има податоци, гледал околу 1.700.000 да се украински војници има загинато, вело дека 1 спрема 10, руски војник и 1 спрема 2. Но Русија исто има потенција многу и треба да гледате дека Украина има и западни војски и доброволци, но Запад ја направи огромната грешка, потоа тоа еврејското лоби го направи. Значи, не знам како фудбал се игра во Израел и евреите, но ја дека тренирав игра фудбал, знае кој полутка игра, месна полтка, десна полтка и крило, дека не можеше да не си играш повеќе од 2 пати си дриблинг да го преведеш. Што сакам да ви кажам? Значи, првиот продор кон Русија, а си бе главното, бидејќи таму са многу рудни богатства има и нагалишта, на ретки метали и така натаму, започна со Наполеон Бонапарта, не беше само Франција, беше цела Европа, кон царска Русија. Он е влегол во Москва, дали оние запалија Москва или самите Русија запалија, не сум сигурен, бидејќи цело време Москва беше претежно со дрвена градба и Русија влегала во Москва, но после влегала во Париз, но не го запалија, значи не се дивјаци кои што ги прават, него овие се дивјаци, другите се гледа. А вториот пат истото Хитлер го прави, влегува преку Украина, например за Втората светска војна многу страдаше Белорусија, за да и Украина. Почетокот имаа да и некој успех, околу 3 милиона руски војници или не СССР, поточно кажано, беа заробени и одведени во логорите, кој покасно се прикажа наводно ко еврејски ратни, што не е точно, но самиот Лавров кажа дека Холокаустот дали евреи загинале околу 800 милиони, толку што викат, а некој изјава денеска што постои благодарение на руските евреи, кои 50 години се селат во Израел, и не случајно Путин кога беше во Израел и кажа ние Израел го сметаме за руско говорно подрачје. Видите, Израел со Арапиевич водеше војниве, немците служби, комуницираа на руски. И тоа е една од причините за нивниот успех.
Но сега они катастрофално изгубија со Иран. Ако Трамп не се умешаше, Израел ќе беше извишан целосно. И гледате, Мосад и други многу големи центри се избишани. Има процека дека некаде код 1500 милиарди Израел има штета. Ако продолжат вака со Нетањаху, може да бидат избишани, ја кажам. Ако не ја нагади Израел, топката ќе ги снема и плюс муслиманите подлучуваат и џихад, муслимански џихад врз Израел или еврејскиот народ. Зарод не со сите исти, но обично оние што го водат олигарсите го прават тоа. Например, Рокфелер го финансира и на Бонапарт и Хитлер и сега Владимир Зеленски, кој евреј, он е на две столици, он работи и за Путин и за Путин му го понуди на Трамп. Он ја откриви рок, самиот кажува дека не знам украински, дека мајчин јазик му руски, нормално не е му руски, не е еврејски, но кога зборе, многу пати кажа зборе кога албанци и роми кои се обидуваат да зборат чисто македонски или знаев англиски, така и он говори на украински. Значи, ова не е случајно и сега што беше главната цел, значи, поентирање на оно што се правеше со години. Смирување на Кина и Индија, вклучување на црци со економски и војни сојузи, може да се каже слободно, на воен сојуз е веќе после измеѓу Кина, Кина, Русија и Северна Кореја, а главните гости беа Путин, Кина и Ким Јон Јук и нормално Јоди од Индија. Фокус за вечерва престои голема промена во светот, значи направена јалта. Трамп се обидува, новата јалта, се обидува да влезе, но нема да може со закони, бидејќи сад се наоѓа во една голема економска криза. Он мораше гардата да изведе и во Вашингтон и во Чикаго сега, националната гарда, многу протести има. Сака да се ослободи, например, Вашингтон да ослободи улиците од бездомниците. Се зборува за еден голем економски колапс што одржува. Они се најзадолжена земја, должат 37.000 милиарди, а војниот буџет на сад е околу 800 милиарди. Прачувајте за колку години тоа е буџет. Кај нас интересни работи се случуваат, да не заборавам, прво и тоа, особено со барање на целосно дисквалификацијата и треба припетите да се откриат сите, што бара СДСМ. Тоа значи создавање на реприза од 15-та со бомбиве, автоматски они ги имат сите тие работи, после може слободно се пуштат. Но дали како ќе биде, не сакам да се мешам кај што не ми местото, се смеев и Славјанка која слуша преска на Сител, на вестиве. Тоа е тоа. Инаку, драги пријатели, што имате желба да ме следите, може на YouTube да притиснете на копчица подпаца или subscribe. И може и на TikTok и Instagram кој има желба да ме следи. А ми се гледаме во нашето следно видео дружење, до тогаш посакувам се наубаво со Македонија и со затоа напред. И кај ни е среќен празник 8 септември, кој е во понеделник.